Македонија, добро вечер! Уште едно ново и најпрекрасно издание на Рапорт со Јофе. Јас сум Јофе, а господинот Рапорт ќе ни се придружи малку подоцна. На почетокот на ова издание морам да забележам и одбележам две доста важни работи кои се случија во изминатава недела. Прво, 1 септември. Најнормално во средата започна новата учебна година, а ексклузивна можност и привилегија да учат од најубавите учебници на целиот свет ја имаат само учениците во Македонија и никој друг. Па дечки, ај се убаво сварно. Се надевам вашите подумави испотурија со вода пред да заминете на училиште, а како што е се фантастично во нашиот ни образовен систем, не очекувам ништо помалку од одлична учебна година. Второ, 31 август или ден претходно. Конечно се случи тоа и во Македонија. Заложничка драма во живо на еден телевизија. Богданка Кузевска директно местото на настанот, од пред зградата каде син ги држеше како заложници своите родители. А еден како CNN, Македонија како Америка, стамбениот комплекс гроз во Битола како холивудско филмско студио. Впрочем, за споредба да биде поспектакуларна, се погреши човекот кој како заложници ги држеше вработените во седиштето на Discovery каналот во Вашингтон само 2 дена по битолските настани. Која бе Европска Унија? Уште малку вакви дешавки ни фалат, па после ќе не молат да станеме 51 држава на Соединетите Американски држави. Па после да ги видам гарчиштана да спомнат име. Почитувани гледачи, откако А1 известуваше за заложничката драма која се случуваше во Битола, се чини дека сега на мене паѓа одговорноста да известувам за нешто многу пострашно што се случува во овие моменти на улиците на главниот град. Додека траеше джинглот за тие 2-3 секунди, успеа да ми известа дека во Скопје пристигнале некои роботи чудовишта што личеле на лавови и кои се спремале да го уништат целиот град. Нашата храбра екипа се наоѓа на местото на настанот и во овие моменти се вклучуваме во живо со слика од центарот на градот, подочно кај мостот Гоце Делчев каде моментално се наоѓаат овие лавови. Предупредуваме дека она што ќе го видите може да биде крајно вознемирувачко. Пази! Имаат ласери во очите од кои испуштаат сина светлина со која можат да сечат луѓе и објекти. Се ближи крајот. Успеавме да ве сплашиме, нели? Ако не лавовите, тогаш музиката сигурно го постигна ефектот. Инаку да, ова не се никакви роботи, туку само новите 2 лава на мостот Гоце Делчев, дел од проектот Скопје 2014. Или можеби ве лажам, и ова навистина се роботи кои ќе го уништат Скопје. Не? Дефинитивно се само споменици? Океј, нема проблем. Инако не можам да сватам зошто овие два се различни од претходните два се наоѓаат на само неколку метри раздалеченост на истиот мост. Во ред. Барем за овие два немавме проблем за да разнаеме колку пари, односно колкав хонорар зел авторот. За претходните два портпарол на Општина Сентар рече дека не располагал со таква информација, а самиот автор рече дека не знаел бидејќи жена му се грижала за парите. И така во минатата емисија бевме приморани да одиме на терен и таму да го бараме одговорот на ова прашање. Како што знаете, на општо разочарување не успеавме во тоа, но овој пат работите се поинакви. Авторот сега целиот радосен веднаш одговори на прашањето на новинарите. Вака на запад вакви прашања се толку невкусни да мислам на поземите на развиена условно кажано Европа и светов да е една многу близко до псовка. Сега среќачно Македонија претендира да стане членка на Европската Унија и да се приближи до развиените земји во Европа, откако ја добивме оваа информација дека прашањата за парите се многу близко до пцовка, никој повеќе не сака ни да дискутира, а с краја било да каже колку пари се дадени. Општина Центар конечно обелудени. Колкави хонорари од буџетот што се полни со парите на граѓаните, примиле авторите на спомениците од Скопје 2014. Откако авторот на двата лава Константин Јанев прашањето за висината на неговиот хонорар го оцени како рамно на пцовка, Општината Центар го издаде. На сметката на скулпторот се слеале 12.000 евра чисти пари. Брачниот пар Дарко и Елена Дуковски за лавовите на другата страна на мостот Гоце Делчев добиле нешто повеќе, 15.000 евра. Не, немојте! Зошто бе? Зошто моравте да го пцуете човекот? Па што ви сгрешил тој? Да, почитувани гледачи, морам со жалење да констатирам дека Општина Центар што току го опсу господинот Јанев со тоа што кажа колку пари зел за лавовите. Срамота. Срамота.
Јас добив 12.000 денари, од 100 евра да ја конечно да ја разоткриеме големата мистерија за мојот хонорар. Не, добро, денеска се Да, големата мистерија да ја разоткриеме, мене ми беше срам да ја кажам гласно, бидејќи за 12.000 евра да работиш 3 години е патетично. Тоа беше се затоа не го открив својот хонорар. Точно така, срамот беше причина поради која авторот не сакаше да открие сумата. Впрочем, тој на новинарите им кажа дека се срами од премалата сума и затоа не може да го даде одговорот, но тие не ви го пуштија тој дел за да добиете погрешна слика за него. Ви го пуштија само делот каде зборува за псовки. А еве го ексклузивно само во оваа емисија делот каде Јанев им кажува на новинарите дека му е срам. Парите не кажува. Парите? Боже ми. Да, мислам да е толку невкусно, колку зимаш ти плата, извини? Не, колку ти зимаш плата? Не, навистина. А кој ве плаќа? Аха, Борек. Ете, почитувани гледачи, што тука имавте можност да видите колку само беше срам на господинот Јанев додека разговараше со новинарите. Ние во меѓувреме ќе се навратиме на дебатата во студио 2 на оваа тема, каде имаше два доста интересни моменти. Еве го првиот. Македонија не е богата земја. За да плаќа 5 милиони евра за 4 лава на мостот Гоце Делчев. А на господинот Макрадули не му оди математика доволно добро за да може да си дозволи да бега од часови. А можеби не е тој крив. Можеби учебникот од кој учел бил полн со грешки, па од него научил дека 1.150.000 евра плюс 1.180.000 евра е еднакво на 5 милиони евра. Значи, да, господине Макрадули, ако првите два лава чина 1.150.000 евра, а вторите 2.180.000 евра, тогаш треба едноставно да ги соберете овие две суми. Доколку го направите, тоа ќе добиете сума 2.330.000 евра или два пати помалку од она што вие го тврдите. И нема потреба за благодарување. Секогаш сум тука да ве поправам кога грешите или лажете. А сега одиме со вториот момент од дебатата на студио 2. За него немам никаков коментар. Погледнете. Ајде, Маријан Камиловски, околу Ваши ќе бидат релефите на лавовите на Константин Јанев, така? Јас само соработував. Добро, ајде објаснете кој е вашето авторство? Немам авторство, јас ништо во лавовите, ниту во релефите. Јас бев само соработник, еден од повеќето кои соработува. Да, добро, како соработувавте? Пошто се работи за комплексен. Добро, кој е вашиот удел? Не знам. Па немаш Видите, ми поставувате прашања кои се, како да ја кажам, космички. По космичките прашања во продолжение следува делот од емисијава каде различни личности на различни начини и помагаат на Македонија. Ми кажа дека нашите населени си го правеле тоа на најдобар начин, па да погледнеме како. Праќаме контейнери полни со ствари од диаспората што доаѓа во Македонија. 40-50 контейнери годишно. Да, почитувани гледачи, беше тоа потресната исповед на Митри Кутановски, дел од бордот на директори вклучени во проектот Македонија 2025, кој зборуваше за надчовечките напори кои ги прави диаспората за да не спаси од пропаст. Само што, господине Кутановски, вие можеби праќате контейнери, ама оние од комуналец секоја вечер ги празнат, ги стават во оние камиони, не ги носат некаде далек. Чаве се мачите. Инаку, за оние што подзаборавиле, проектот Македонија 2025 беше промовиран пред 4 години и е сличен на онај поновиот Инвестирај во Македонија. Ако овој вториот треба да привлече големи инвеститори преку скапи реклами на CNN и праќање на економски промотори низ светот, проектот Македонија 2025 треба да ги искористи успешните македонски иселеници кои со своите контакти треба да помогнат во носењето на сериозни светски компании. И додека проектот на власта наречен Инвестирај во Македонија досега не донесе никакви резултати, овој на иселениците е екстра успешен. Толку успешен што не можеме да стигнеме ни да ги доизброиме до сегашните инвеститори. Не, ми дале погрешна информација и досега никој не инвестирал како резултат на овој проект. Аха, е добро де, до 2025 сигурно ќе најдам некој да инвестира. И кога сме веќе кај вакви долгорочни проекти, јас би сакал сам да го понесам товарот и да направам проект Македонија 3006 за претворање на држава во најсилна светска економија и најважен политички и безбедносен фактор на планетава. Само вие дадете ми ги потребните финансии за да го започнам проектов, дајте ми солидна плата, кола, куќа, стан, викендичка, овозможете ми да шетам по светов за да ја промовирам државава и резултатите ќе бидат неизбежни, да не речам фантастични. Сега бидејќи проектов е долгорочен, а јас веројатно ќе умрам многу години пред 3006, би сакал проектот да им биде префален на моите деца, па на нивните деца, па на децата на моите деца и така се до 3006 кога ќе бидат постигнати резултатите од овој проект. Ви благодарам.
Лидерот на најголемата опозицијска партија СДСМ Бранко Црвенковски по подолга пауза се појави во јавноста. Причината нормално за доброто на државата, за да не може власта да ги обвинува дека се предавници или кошничари на политичкиот диалог кој е еден од предусловите за добивање позитивен извештај од Европската комисија, во партијата решиле да поддржат се што ќе предложи власта. Ке гласаат било каков деловник предложен од ВМРО ДПМН, вклучително и велат катастрофалниот од 2008. Ке присуствуваат на координациите ке Велјановски без разлика што ке се договара. Се откажуваме од иницијативата за формирање на Собраниска комисија за контрола над трошењето на народните пари. Впрочем, ако оваа власт решила, а очигледно решила да краде, тој проблем не може да се реши со Собраниска комисија, туку со промена на власт. Се откажуваме од пратеничките мандати и можноста да бидеме дел од дискусиите и гласањето при донесувањето на законите. Се откажуваме од партијата и ја распуштаме. Се откажуваме од државјанство да ја заминуваме на пешалба во Нов Зеланд. Впрочем, ако ова власт решила да си тера по свое, никој не може да ја запре. Значи, да, господине Црвенковски, сигурен сум дека токму вака ја замислувале вашата активност луѓето кои ја заокружиле бројката до која пишувало СДСМ на гласачкото ливче. И сигурен сум дека со вакви финти ќе придобиете и многу нови гласачи. Ако на некого му било смачено од ВМРО ДПМН и очекувал да се најде јунак кој ќе застане и ќе укажува на погрешните политики кои ги води владеачката партија, што току го најде? Вака изгледа вистински лидер, бе. Они тебе политички диалог. Ај сега да ги видам нека зборува за кочење на политичкиот диалог која ќе се сведе на монолог. Мора јас да сум на ваше место најсериозно ќе подразмислам за откажување од пратеничките мандати, распуштање на партијата и заменување што подалеку од држава. Па и после да ги видам ВМРО-вци нека ве обвинува. Така прават сите зрели и разумни политичари кои ги мислат добро на својата држава. Кога веќе вие започнавте, предложувам и сите новинари, медиуми, експерти кои ја критикуваат власта добиваат етикети од таму да престанат да ја критикуваат и да укажуваат на погрешните потези кои ги прави. Така, кога конечно сите ќе замолчат и нема да остане некој кој ќе зборува, власта нема да има и кого да го обвинува за работите за кои била критикувана. Ај тогаш да ја видам. Тоест, ако сите замолчат и никој не критикува, тогаш власта нема да има за што да се правда, бидејќи никој за ништо не ја обвинува и може да прави што си сака. А тоа нас воопшто не би требало да не загрижува. Не ли, господине Црвенковски? Нашата одговорност ја симнуваме од дневен ред во истиот момент кога ќе престанеме да зборуваме и да критикуваме. Така одат тие работи. Инаку, по пресод на СДСМ многу нормално пресконференција одржа и ВМРО ДПМН. Еве што кажа господинот Антонио Милошевски. Прво, денешната пресконференција на господинот Црвенковски е најдобар показател дека Собраниската група на Социјалдемократскиот сојуз во Македонскиот парламент не размислува, не гласа и не учествува во политичкиот диалог по своје убедување, туку тоа го прави согласно расположението на господинот Црвенковски. А Собраниската група на ВМРО ДПМН размислува, гласа и учествува во политичкиот диалог по своје убедување, а никако согласно расположението на господинот Груевски. Впрочем, тоа е така и кај сите партии од владеачката коалиција. Токму затоа, често, би рекол и премногу често сме сведоци на диалог помеѓу пратеници од ВМРО ДПМН со различни ставови. Навистина чудно, но реално е да се види како ставовите на некој пратеник на ВМРО ДПМН се поблиски на оние од СДСМ, отколку на своите колеги од владеачката партија. Сите знаеме дека многу пати досега се случувало и некој закон кој го поддржува владата на чело со премиерот Груевски да не биде донесен, токму поради различните размислувања кај слободоумните пратеници на ВМРО ДПМН. Но не можат сите партии да видат како вашата, нели? За крај на денешното издание, драги мои, моментот на неделата. Од првиот ден работа на анкетната комисија формирана за расчистување на Собранискиот инцидент. Првото нешто што го направи претседателот Хајрула Мисини беше обидот да ги избрка новинарите. Поканата што ја доставив од име на комисијата сме предвиделе седницата, првата конститутивна седница да биде затворена за медиумите и би ве замолил да ја напуштите салата. Никој не го подучи дека јавноста законски и деловнички треба да биде информирана и дека одлука за тајни седници се носат не со декрет, туку со гласање. Мисини остана осамен. Та, почитувани гледачи, Мисини остана осамен, а за неколку секунди вие ќе бидете осамени, бидејќи моето телевизиско време заврши и јас морам да одам. Доколку пропуштивте некој момент или толку многу ме сакате што не можете да престанете да ме гледате, сите досегашни емисии можете да ги најдете на YouTube. Адресата е youtube.com/Јофе на рапорт. Следното издание наредната недела во 19:45. Чао, чао!